Заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски денес на градскиот пазар во Делчево ги слушна проблемите на земјоделците. Производството, пласманот и субвенциите беа главната тема на разговор. Колкава површина имаш? Површина имам од ова 4000 корона. Ова имам 3 декара 4. А од тука ли си, од Делчево ли? Кимово. До Веница одма. И со откупо имаш и проблема, гледам дека брзо ти се троше. Сите од тие моје производство, за тоа. До оделе со делчоси, 2-3 издучи. До она кршат идат за штип кочани, кршнеме по едно кафе, видат. Субвенции како? Субвенциите доаѓаат ли? Доаѓаат, има. И како е? Па видете тишкотија додека да се уклопиле. Ми се сливата цената. Почна да се нуди од 10 динара, па стига пред 2 години до 16 динара. Во овој регион голем интересот, значи за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост. За таа цел им е потребна земја, метар квадратен повеќе, за да може да ги прошират своите површини со овошни насади и да може да остваруваат производство кое што ќе го предаваат или во преработувачките капацитети или на пазарот. Костадиновски ја посети една од најуспешните фирми во регионот, фирмата Рудине, која што по ИПАРД програмата има 4 апликации, од кои 2 програми веќе ги реализирала. Во вториот проект набавивме нов фриждер за длабоко замрзнување, кој за непуни 12 минути производот го замрзнува, кревајчи го на висина од некои 10 сантиметри и доаѓа на ролен замрзнување секој поединечен производ. Така да проектот беше комплетно исто реализиран, набавени се дел нови машини за автоматско вадење на семката. Во тек исто така обработка на апликација која што е во износ од околу 300.000 евра и која што е наменета исто така за подобрување на капацитетот за преработка на производите кои што се превземаат од кооперантите од општина Делчево. Инаку во изминатите неколку години, само за набавка на механизација во Делчево се инвестирани 11 милиони денари, а преку програмата за рурален развој реализирани се неколку важни инфраструктурни зафати во руралните подрачја во Делчево. Жителите од општина Делчево и посебно оние кои што се во руралните подрачја, најголемиот дел од општина Делчево се рурални средини, рурални населени места и овозможуваме преку програмата за рурален развој да бидат изградени локални улици, локални патишта, канализациона мрежа, доводна, одводна канализација и се она што представува инвестиција во руралната инфраструктура. Водиме грижа за Источна Македонија. Тука заедно со локалната власт, централната власт има голем број на проекти и се надеваме дека во наредниот период тие ќе продолжат. Од Министерството најавија дека субвенционирањето преку директните плаќања на земјоделците доследно ќе се почитува и во наредниот период. Со пререгистрација во самостојни установи, поранешните работнички универзитети остануваат носители на можноста на образование на возрастните. Доживотно учење е проект кој се спроведува од 2002 година и има за цел поголем опфат на невработените над 40 години. Најголем дел од невработените во земјата, односно околу 30% се на возраст од 45 и 55 години. Преку образование и доквалификација овие граѓани можат да станат конкурентни на пазарот на трудот и да најдат работен ангажман. Ваква можност на невработените им нудат универзитетите. Штипската образовна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке е организатор и домаќин на 3-дневна меѓународна работилница за имплементација на добри земјоделски практики во овој сектор. Проектот се однесува исклучиво на работа во областа на земјоделието. Фактички проектот трае 2 години и е базиран на истражување на потребите на земјоделците од обуките во наредниот период. Инаку ние како држава и како Балкан настапуваме во рамките на овој проект како едноставно искуството што ќе ги стекнеме во соработка со државите од Европските унии кои што се членки партнери на овој проект, ние ќе бараме да ги пренесеме на територијата на Балканот. На работилницата која е во функција на размена на искуства со развиениот свет, учесниците ги презентираа сопствените искуства, но и дојдоа овде за да се стекнат со нови сознанија од домакините. I come from the University of Cartagena in Spain. Доаѓам од Универзитетот од Картагена, Шпанија,
и имаме искуство во областа на земјоделието со возрастни слушатели. And also professionals, technicians and farmers. Сметаме дека можеме да ги подобриме практиките во областа на земјоделието и воглавно размена на знаење. С цел да сътрудничам в този проект. Целта да учествувам во овој меѓународен проект за да помогнам, но и ние да се стекнеме со ново искуство, за да изградиме соодветни структури за доживотно учење во нашата држава, или во областа на земјоделското стопанство, или во друга област каде што ќе можат да се развиваат овие европски програми. В други сфери кадето може да се развиват тези европейски програми. Българија като цяло земјоделието е многу добре развито. Во Бугарија земјоделството е развиено, но голем дел после промената во општествениот развој, голем дел од земјоделците останаа без земјоделско образование. И токму тоа го поттикнува интересот од нив да се стекнат со знаење за да можат да работат на повисоко ниво. Оваа форма на образование би имала позитивно влијание во областа на аграрот во Бугарија. Тази форма на обучение считам, че би имала добро приложение в Българија, особено в областта на аграрните науки. Здравата иднина е во здравата исхрана. Борбата против модерните болести започнува од нашето дневно мени. Градинките во соработка со родителите ја започнаа кампањата за воведување револуција во исхраната. Неопходна е револуција во дневното мени, советуваат нутриционистите. Што помалку хемија во исхраната, толку поздрави поколенија. Во спротивно, не можеме да станеме имуни на модерните болести. Здравите навики се градат од дома, но мора да имаат континуитет во институциите во кои децата поминуваат поголем дел од денот. Министерството за труд и социјална политика со силна кампања за вметнување нови стандарди во исхраната на дечињата, од едукативни работилници до практична земјоделска работа. Денот посветен на здравата храна беше само подсетување како воспитувачите и негователките во градинките треба барем 1 час дневно со креативни примери постепено да им наметнуваат здрави продукти на децата. Градинката Гоце Делчев во Виница ги прави првите чекори во променат на дневното мени кое храни 400 дечиња од 9 месеци до 6 годишна возраст. Особено обрнува големо внимание на сезонските продукти, грозје, сливи, праски кајси, лубеници и така натаму. Значи, се трудиме секој пат колку можеме поголема количина. Дори имаме и налог барање на министерството, значи и даваме и податоци за количината месечна годишна потрошувачка. Знаеме дека здравата храна е многу важна за развојот. Во вчерашната работилница активно беа вклучени и родителите кои според вработените се тие кои треба да дадат максимална поддршка со совети кои ќе произлезат и од домашните рецепти. Ние сметаме дека прво треба да се појде од семејството. Семејството е тоа што највеќе придонесува како да се хранат децата. Дали препораките од нутриционистите целосно ќе го исфрлат и белото брашно од дневна употреба? Отпорот во тој дел се уште затајува. Еднаш неделно, 5 дена да се користи црн леб. Меѓутоа се случува децата да го одбиват, бойкотират, не сакат да јадат. Инаку сакавме, значи, и веќе неколку време практикувавме, значи еден ден во неделата да користиме црн леб. Треба малку и родителите, значи, да вршат едукација. Поред надлежните, промената на менито во детската градинка нема да ја зголеми партиципацијата која ја плаќаат родителите, така да единствено останува нашата желба и труд да ги менуваме работите, но и сваќањата кои претходно ги наметнале по старите генерации, кои воопшто немаат допир со компјутерите и мобилните телефони. Во детската градинка пак Вера Циривири Трена во Штип во тека акција за донирање на облека за деца. Во акцијата вклучени се родители кои облеката што нивните деца нема да ја носат во иднина ја донираат за деца кои навистина имаат потреба. Акцијата насловена како Од дете за дете ќе трае до вторник. Под мотото Од дете за дете во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип во тека акција за донирање на детска облека и играчки. Родители на децата кои се запишани во сите клонови на оваа штипска градинка во изминатиот период можеа да доставуваат облека за различни возрасти, обувки и детски играчки, кои подоцна ќе бидат селектирани според возраста за која се наменети. Меѓу донациите може да се видат различни делови облека, од чорапи до зимски јакни.
Оваа акција ќе трае до вторник, дознаваме од Трајан Коцев, директор на детската градинка Вера Циривири Трена, пошто селектираната донација ќе биде распределена на повеќе институции. Дел од донесената облека понатаму ќе биде донирана во Општинската организација на Црвениот крст во Штип, дел на семејства во социјален ризик со мали деца, а дел на детското одделение при Штипската клиничка болница. Советот на млади при општина Штип продолжува со своите активности кои се од големо значење за младите. Имено по одржаната прва, веќе во вторник ќе се одржи и втората обука за подобрување на вештините за представување пред камера. Ова обука е од интернационален карактер и ќе се реализира заедно со представник од Америка. Откако беше одржана првата обука за подобрување на начинот на представување на младите, Советот на млади од општина Штип веќе во вторник со почеток од 19 часот во просториите на локалната самоуправа ќе ја одржи и втората обука од овој серијал. Ние како Совет на млади успеавме да организираме обука која што насловивме First Lesson of Magic, How to Introduce Yourself, и во организација со Американското катче. Минатата недела обуката ја одржавме во Американското катче, а веќе наредната недела следува и вториот дел од обуката, каде што младите ќе можат да ги продлабочат токму своите вештини за нивното представување, како и представување на соодветна компанија и маркетинг на самата работа. Советот на млади ги очекува сите кои биле на првата обука да присуствуваат и на втората, но вратите се отворени и за оние кои сега се вклучуваат во обуките. Нешто ќе биде навистина поинтересно и поразлично на оваа обука во вторник, ќе биде предавањето поврзано и со медиумските активности, односно со сето тоа како треба младите да се однесуваат пред камера во врска пред се од аспект на пишување покана, соопштение до медиумите, понатаму однесување во медиумски простор, говор на тело и некои други активности што ќе бидат навистина интересни и конкретно на секој млад човек му се потребни, не само за представување пред камера, туку воопшто и кога аплицираат за работа, кога одат на интервју, да може да остават добар впечаток кај работодавачот и со сето тоа, со сите тие способности, вештини што секако се учат, да можат подобро и успешно да се продадат на пазарот на трудот. Обуките траат 90 минути, а по завршувањето на секоја од нив сите посетители добиваат потврди за учество, односно сертификати, како доказ дека младите инвестирале во своето знаење и иднина. Инаку следува и трета обука од ваков карактер која ќе се одржи во Американското катче за околу 2 недели. Завршија регионалните средби на музички групи и оркестри во Пехчево. Првата вечер беше резервирана за староградските песни, додека втората вечер за македонскиот фолклор. Делчевската вечер на староградски песни Серенада 2015 ги врати спомените на повозрасните под прозорците на девојките, а помладите дзирнаа во времето кога серенадата беше единствениот начин на изразување љубов. Многу милозвучни староградски песни беа испеани на првата вечер од манифестацијата регионални средби на музички групи и оркестри, резервирани за староградската македонска песна, кои пред делчевската публика ги исполнија професионални групи за староградски песни и етносостави од Источна Македонија. Се работи за регионални средби на музички групи и оркестри и оваа прва вечер поканивме неколку групи за староградски песни. Тоа е делчевската група Делчевски еснафи и женската пејачка група Ѓурѓа. Потоа гостите од Свети Николе групата Табиет, гостите од Виница Серенада и етносоставот од Берово, кои што ќе бидат специјални гости на оваа вечер. И Мики Бенд, значи група која што работи со македонски песни и ова вечер се гости на овој фестивал. Од Виница отсекогаш е развиена староградската песна. Уште пред Втората светска војна се првите почетоци, потоа продолжуваат повеќе групи работејќи под Домот на култура Тошо Расов. Оваа група што вечерва ќе настапи ансамбл за староградски песни Серенада е природен след на тие групи што претходно екзистирале во Виница, се со цел да се задржи таа традиција на негување на староградската музика.
Староградската песна има публика и е добро прифатена, велат музичарите кои негуваат ваков тип на музика. Во Делчево, како и секогаш, добро поминува старата македонска песна, а исто тоа и во сите градови каде што сме биле досега на сите македонски културни лета, во секој ресторан и било каде што се исполнува македонската песна на овој начин. Значи, ние нашиот оркестар негуваме староградска македонска музика, стара староградска македонска музика, многу добро прифатена кај нас, нашиот регион. Ние се представивме со староградска македонска песна, значи многу одлично, за прв пат доаѓаме во овој фестивал, многу позитивна публика и тоа е се. На втората вечер од манифестацијата свој концерт имаше фолклорната група Вапцаров, кои пред публиката премиерно изведоа две нови кореографии. Гости беа и фолклорната група Вера Јоцики од Македонска Каменица и голем број на солисти од Делчево. Манифестацијата е во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Првиот академски музичар во Пехчево Никола Зафировски доби своја монографија. Тој е еден од првите основачи на мандолинскиот оркестар во Пехчево, со кој има освоено голем број на награди во поранешна Југославија. Промоцијата на монографијата се реализираше во рамки на месецот на книгата. Животната биографија на еден од најпочитуваните професори по музичко во Пехчево, Николчо Зафировски, се преточи во монографија. Ја напиша неговиот сограѓанин Јован Тасевски, а во негово отсуство, приказната за првиот академски музичар во Пехчево ја раскажа учениците на кои што Зафировски им оставил длабока трага во потрагата по својот талент за музицирање. Пошто тој студираше во Белград и јас отидов на факултет во Белград, тој ми велеше: имаш време за факултетот, имаш дарба, малку ти треба да вежбаш, да те учленам во уметничкото друштво Бранко Крсмановиќ од Белград. 6 години упорно работев со голема помош и поддршка од професорот, за мене учител, најсакан, најмил, највреден, толерантен. Можеби таа строгост што ја имаше кај него и што излегуваше од неговиот поглед допринесе да има толков голем успех и со оркестарот и за нас учениците кои навистина на разни фестивали, на разни манифестации секогаш освојувавме по некоја награда. Секој треба да ја прочита оваа книга, бидејќи е напишана толку убаво, со толку убави поетски изрази, што секоја чест за авторот и мене навистина ми е криво што денеска тој не беше овде со нас да го доживее тоа чувство што го доживувам јас и да го сподели со нас тоа доживување. Зафировски целиот свој работен век го посветил на училишниот оркестар, кој малото Пехчево го прославил ширум границите на поранешна Југославија. Во преполната киносала, тој синоќа беше најгордиот пехчевец. Одамно одлучив да се бидам пехчевец. И макар да, како да ви кажам, и успеси на југословенско ниво и секако, меѓутоа ме привлекуваше родниот крај и поштав, не мислев да останам, сакав да бегам. Меѓутоа, некако кога почнав со учениците, почнаа убаво да ми свират и не знам што, и си реков, и пехчевците деца ќе постигнат исто како и градските. Наградите како награди сите награди вредни, меѓутоа сепак орденот за труд со сребен венец од председателството на Југославија ми е највреден и плакетите од фестивалот. Златна плакета за најдобар диригент. Оркестарот обстојува повеќе од 50 години. Неговата историја живее и со помладата генерација професори. Мислам дека ќе го потврдиме тоа е се со поголема бројка веќе и тоа повеќето од учениците на токму на Никола Зафировски, а има и секако и од помладите генерации. За сега сме околу 15 членови, бевме на старт 20. Ама еве, се трудиме и мислам дека ќе постигнеме и поголема бројка. Зафировски останува отворен за секаква соработка со помладите, до кои упатува апел да ја засакаат музиката, бидејќи само таа е лек и мелем за душата. Јас им предлагам да се зафатат и да работат, а музиката е широк појам, јас верувам ќе се снајдат на секоја повода. Инаку излегувањето на оваа монографија беше подпомогната од општина Пехчево, а незината промоција се реализираше во рамки на месецот на книгата. Младиот актер и стендап комичар Бојан Велевски вечерва ќе настапи пред штипската публика во Дом на млади. Публиката ќе може да ужива во 75-минутниот стендап на Бојан, во кој се содржани настани случки од секојдневниот живот.
Сега у петокот ја направив најголемата животна грешка. Отидов на Турбо Фолк, луѓе. Тур де стендап, проект на младиот актер и стендап комичар Бојан Велевски, започнува од Штип. Публиката вечерва во Домот на млади ќе може да ужива во 75-минутниот настап на Бојан, во кој се содржани настани случаи од секојдневниот живот. Почнуваме од Источна Македонија и поднасловот на оваа турнеја е Тур де стендап Исток. Сонцето изгрева на Исток, па ајде и ние велам да ги, како се вели тоа, да ги огрееме штипјани и сите луѓе во Источна Македонија со по една насмевка, која што се надевам да ќе трае цели 75 минути, колку што е планиран да трае настанот. Планираме околу 15 на градови низ Источна Македонија, почнувајќи од Штип на 17 во Домот на млади. Публиката за овој вид на шоу во нашата земја од година во година е се побројна и знаат како да се однесуваат на ваков вид на настани. Стендапот има огромен потенцијал кај публиката, со тоа што се уште не е доволно искористен според мене. Токму една од целите на оваа турнеја е да го искористи тој потенцијал и што се вели да покаже дека публиката сака да присуствува на ваков тип на настани, бидејќи у принцип многу ретко се случуваат и условно кажано глад кај луѓето за стендап е голема. Бојан Велевски со стендап комедија се занимава повеќе од 4 години. Досега има остварено соработка со повеќе стендап комедичари, а најпознат е по соработката со Ефтин Трајчов, со кој го работеа познатото стендап шоу "Чекајќи го министерот". Шоуто Тур де стендап ќе обиколи 35 градови во нашата земја. СВР Куманово поднесе кривична пријава против МС, 40-годишна српска државјанка, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело измама. Пријавената во текот на 2015 година на 3 лица од Кратово, Штип и Радовиш, како и на членови на нивните семејства, лажно им ветила дека ќе им организира патување до Република Германија, каде ќе побараат азил, при што пријавената им зела парични средства, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 3.330 евра и 2.000 денари. Кина објави снимки од телескопот кој започна со изградба од 2011 година и представува величинствена конструкција со пречник околу 500 метри. Кинезите најверојатно се држат до правилото колку поголем, толку подобар, па новиот телескоп ќе има за 200 метри поголем пречник од моменталниот рекордер Арекибо обсерваторија во Порто Рико. Телескопот е сместен во долината Даводанг во провинцијата Квеичо, а крајот на неговата изградба се очекува во септември 2016 година. Овој телескоп ќе биде во можност да ги детектира сигналите од планетите, екзопланетите, пулсарите и галаксиите оддалечени илјадници километри, а една од неговите можности ќе биде прибирање на радиобранови кои би можеле да бидат индикатори за вонземјанскиот живот. Албанската полиција во склоп на големата операција за спречување на недозволената трговија со дрога запленила 3,2 тони канабис на југостокот од земјата. Во соопштението на полицијата се вели дека канабисот е пронајден во планинската област во близина на градот Џирокастра, 220 км јужно од Тирана. Во таа акција никој не е уапсен, а нема ни осомничени за извршено дело. Повеќе од 250.000 луѓе загинале во граѓанската војна во Сирија, која почна во 2011 година, соопшти сириската опозицијска организација за човекови права. Тие наведуваат дека во државата загинале 250.000 луѓе, од кои 74.000 се цивили, меѓу кои 12.000 деца и 8.000 жени. За повеќе од 3.000 загинати се уште не се знае идентитетот. Граѓанската војна во Сирија почна во март 2011 година како народен бунт, но подоцна во него се вклучија режимски и бунтовнички сили, како и курди и џихадисти.
Денес во посета на својот роден град Штип беше еден од најдобрите фудбалери во времето на поранешна Југославија и еден од најдобрите дриблери на сите времиња, Драгослав Шекуларац. Шекуларац својата фудбалска кариера ја започнал во фудбалскиот клуб Брегалница. Подоцна својата кариера ја продолжил во Црвена звезда. Драгослав Шекуларац денес беше на прием кај градоначалникот Илчо Захариев. Мислам дека кога човек ќе остари, најдобра работа е да се потсети на својата младост. Овде сум живеал како дете, сум играл фудбал од цел ден и имам многу пријатели. Во моите 79 години од животот посакав да го посетам градот кој го сакам и во кој ја поминав својата младост. И сега видов дека е доста развиен град. Му честитав и на градоначалникот за тоа. Свесен сум дека е се пролазно, и слава и кариера, но со Штип ќе бидам секогаш горд. Организирав и надпревар не за пари, туку за да ги донесам најдобрите фудбалери, односно да му се одолжам на Штип, бидејќи ми овозможи да бидам она што сум денес. Општина Штип ја прифати идејата на Методи Андонов во чест на еден од најдобрите фудбалери во светот со потекло од Штип Шекуларац да му се изгради и спомен обележје. Значи денеска за мене е празник во нашиот град затоа што да ви дојде една таква легенда која потекнува од нашиот град, која е родена во нашиот град, која ја почнала својата кариера во нашиот град, кој стана светски прославен фудбалер и денеска е познат во целиот свет, навистина е чест за Штип. И мило ми е што денеска на неговите години, скоро 80 години, Шекуларац дојде во нашиот град. Нашиот град знае да им се одолжи на сите оние кои се вложиле во нашиот град, кои го прославиле. Идејата на Андонов ја прифатив со задоволство да направиме едно спомено обележје, каде на младите генерации, на сите оние што живеат во нашиот град, ќе им покажеме кој е роден овде и кои се тие спортски величини кои навистина потекнуваат од нашиот град. Така да мислам дека за година дена кога ќе го пуштиме спомено обележјето, ќе му се одолжиме на Шекуларац за се она што го направи за спортот во поранешна Југославија секако, но и за штипскиот спорт. Овде е крајот на дневникот во 16:30. Со нови информации се гледаме повторно во 20 часот. Следува програма наменета за целата публика. You have taken all the trouble to come from so far away,
coming from Skopje, and I think people of Skopje are very hard-working people. As we have noticed, mother was hard-working. That is why she was able to establish so many houses all over the world. That is why I think mother, you are something like Mother Teresa. Would you say the travel start? The travel start. Yes. Teresa and I. Сама други више се навикна да си викаат такси. Во 2014 Македонска радиотелевизија ми понуди да направам документарец за мајка Тереза. Јас сум Теона, а ова е приказната на мајка Тереза низ моите очи. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us.